Советот на општина Кочани ги испочитува мерките и препораките за заштита и спречување на ширењето на коронавирусот. Редовната 38-ма седница ја одржа во салата на спомен домот Асном. Советниците седеа на пропишаната оддалеченост од 2 метра, носејќи заштитни маски. Работеа по дневен ред од 13 точки, меѓу кои беше и извештајот за извршување на буџетот на општина Кочани за првиот квартал од оваа година. Одговорните од секторот за финансии образложија дека во првите 3 месеци од 2020 даночните приходи се реализирани со 14%, неданочните со 19%, а капиталните со 10%. Од трансфери и донации се остварени вкупни приходи во висина од 37 милиони денари. Реализацијата на основниот буџет до сега е со 22%. Според градоначалникот Николчо Илиев, најважно за првиот квартал е што капиталните расходи се поголеми од тековно оперативните, што значи дека општина Кочани најмногу средства потрошила за капитални инвестиции. Реализацијата е 22% на буџет од 248 милиони денари, процент што досега не бил остварен. Според Илиев, предстои период на интензивни градежни активности, бидејќи сите капитални проекти согласно развојните програми се во фаза на избран изведувач и за најголем дел од нив реализацијата треба да биде до средината на оваа година. Градоначалникот Илиев изрази задоволство од досега реализираните јавни набавки, од кои се заштедени 6,5 милиони денари, што веќе се пренаменуваат за нови капитални проекти. Меѓу нив е и асфалтирањето на улицата за новите згради спроти поштата, како и за изградба на потпорен зид на улицата Боро Ефремов во Белското маало. На 38-та седница беа проширени и плановите за јавни набавки и на развојните програми. Со одлуката што ја донесоа членовите на Советот, општина Кочани ја потврди сумата од 1.317.000 денари како сопствено учество во проектот Планински велосипедски рај. Јавно ја поздравив одлуката за солидаризирање, хуманост и подршка на институциите во борбата со коронавирусот. Останувам на ставот дека јас како градоначалник ќе ги донирам останатите средства и ќе земам минимална плата од 14.500 денари, а останатиот дел ќе го донирам во фондот за борба против COVID-19, без разлика на тоа каква ќе биде одлуката на Уставниот суд. Напиша на својот Facebook профил градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров по донесувањето на одлуката на Уставниот суд да ги стопира уредбите за исплата на минимална плата за функционерите и ограничување на додатоците и надоместоците на платите во јавниот сектор. Димитров за Канал 8 истакна дека ова го прави поради лична желба, одговорност и солидарност во овие моменти, кога сите капацитети и ресурси се насочени кон побрзо надминување на кризата со COVID-19. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев пак не сака да говори во јавноста за донациите што лично ги има издвоено досега во борбата против коронавирусот. Градоначалникот Илиев платите за месеците април и мај ќе ги отстапи во фондот за борба против COVID-19, а остатокот од 14.500 денари ќе ги донира на социјално ранливи семејства. И пред да се објави оваа одлука, семејната фирма на градоначалникот Илиев веќе издвои поголема сума во Министерството за здравство за подршка во борбата против коронавирусот, а исто така по различни поводи донираше и пакети за ранливите групи. Во Кочанскиот регион и понатаму е стабилна состојбата со епидемијата од коронавирусот, а според извештајот од Министерството за здравство, во изминатите 24 часа не се регистрирани ново заболени. Исто така нема ниту излекувани од досега преостанатите евидентирани 15 на лица. Ресорното министерство информираше дека Институтот за јавно здравје регистрирало вкупно 111 оздравени пациенти, од кои 13 во Скопје, во Куманово 74 и по 1 во Штип, Демирхистар, Пробиштип, Крива Паланка, Охрид и Битола. Во Прилеп пак оздравени се 18 лица. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починал пациент од Скопје на возраст од 62 години, а во градската општа болница 8 септември починала пациентка од Гостивар на 59 години. Исто така има и 2 починати лица од околината на Куманово на возраст од 72 и 79 години. Во изминатите 24 часа направени се 386 тестирања. При тоа потврдени се 23 нови случаи на COVID-19.
Од нив по 5 се во Скопје и Куманово, 3 во Прилеп, 6 во Тетово, како и по 2 во Велес и Неготино. Со тоа вкупната бројка на диагностицирани лица со COVID-19 во нашата земја изнесува 1465, а бројот на оздравени пациенти е 738. До сега починаа вкупно 77 лица. За источниот регион, Министерството за здравство објави дека во болницата во Штип во моментот се хоспитализирани 2 пациенти, а уште 5 се следат на домашно лекување. Пред предстојниот продолжен викенд, а појдувајќи од фактот дека граѓаните времето дома го искористуваат за трошење на водата нерационално и многу повеќе од вообичаено, и при тоа средна и ниска зона постојано имаат вода, а висока се соочуваат со недостиг. Затоа од комуналното јавно предпријатие Водовод повторно со апел за рационално користење на водата. Водовод дава питка вода, а не техничка вода. Од тие причини замолуваме граѓаните да не наводнуват бавчи, да не наводнуват градини, да не наводнуват тревни површини што ги имаат со питката вода, односно да можеме водата да ја зачуваме за најнеопходни услови кои што се одржување на лична хигиена и за секој останати потреби кои што се за по дома, меѓутоа да не се премногу со питката вода расфрламе во тој дел што го споменав пред малку, за да граѓаните и од висока зона не се најдат во несакана ситуација, односно да имат пат на притисок или евентуално несакано од занемување на вода во одреден дел од денот. Особено пред продолжениот викенд, но и за понатаму. Киров, освен за водата, апелираше за внимателно фрлање на отпадот. Овој период е доста зголемен отпадот, бидејќи луѓето расчистуваат и подруми и тавански простории. И сфрлаат се и се што им е заостанато со години во нивните домови. А апелот е да се исфрла отпад постепено, а одговорните во Водовод на кризен штаб одлучиле, освен комуналниот отпад, да собираат само дополнителни 2 вреќи друг отпад. Би сакале да апелираме, значи, отпадот да го стават во вреќи и кризниот штаб што договори една одлука која што беше на последната седница на кризен штаб е дека комуналното јавно предпријатие кога ќе го мине теренот за канти, за собирање на канти од домаќинствата, значи ќе собира кантата за комунален отпад што е и ќе собира дополнителни 2 вреќи од било каков отпад што имат направено самите корисници, за да можеме да го покриеме цел терен и цел район каде што тоа возило е наменето во конкретниот случај. Така да ги замолуваме граѓаните да имат разбирање за оваа работа, за да може секаде да се посвети внимание подеднакво. Да не испадне од некоја куќа се исфрлат по 15 вреќи дополнително, а да не може капацитетот на возилото да собере за наредните 5 куќи или на наредните 5 куќи да не се собере ни основниот смет што го прават, односно комуналниот отпад. Киров додаде дека ако евентуално граѓаните имаат голема количина смет, може да се јават на истакнатите телефонски броеви за да се договорат како и на кој начин истиот да биде соберен и да биде однесен на депонијата. Меѓу другото, тој истакна дека за продолжениот викенд во петок на 1 мај ќе се работи во 2 смени, но за собирање на контејнери. Во сабота на 2 мај исто во смени за собирање на комунален смет и контејнери и недела двосменско за собирање повторно само на контејнери. Така што замоли на разбирање од страна на граѓаните, бидејќи екипите од предпријатието постојано се на терен од 5 до 23 часот и прават напори со постојано работење. Комунална хигиена е на терен со механизација, со камиони, со човечки ресурси, метачи и машини, само да се излезе во пресрет на граѓаните. Одржувањето на седницата на Советот на општина Кочани беше прва поголема активност по подолг период, што се случила во просториите на некогашниот спомен дом Аснум, каде до пред неколку години функционираше правниот факултет, кој пак беше во состав на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Она што веднаш падна во очи е дека токму поради седницата објектот беше доведен во употреблива состојба, односно тревникот беше искосен, внатрешните простори дезинфицирани и исчистени, а салата средена. Сепак, тоа е впечаток на прв поглед. Она што не можеше да избега на објективот на камерата е дека салата, но и придружните простории во Аснум постепено се руинираат. Кровот протекува на повеќе места, а најзабележливо е токму во големата сала.
Отвор на таванот, токму над главите на присутните на седницата, зјае поради влијанието на врнежите од дожд и снег во изминатите неколку години, откако факултетот не работи. Оштетување на таваните и ѕидовите од влага има и во другите простории. Очигледно е дека времето го прави своето и неопходни се итни интервенции за да се спречи на тамошно пропаѓање на овој капитален и важен простор. Најавите дека се планира седниците на Советот на општината да се одржуваат токму овде, веројатно можат да придонесат колку толку состојбата да се подобри. Едноставно, за да се создадат барем минимални услови за работа. Веројатно, за тоа нема да бидат потребни големи финансиски средства, барем во оваа фаза додека не е предоцна. Никој од граѓаните, а секако и од општината, не би сакал Асном да се врати во истата состојба како пред 10 години, кога беше претворен во јавен тоалет и место за исфрлање отпад. За сега потребни се малку повеќе желба и залагање за да се спречи негово натамошно распаѓање. Редовното профункционирање пак ќе го обезбеди преостанатото. Со почетокот на ворената состојба, комуналното јавно предпријатие Водовод започна со новиот начин на читање на водомерите, со цел улеснување на граѓаните, но и поточно мерење на потрошената вода и добивање на пореални сметки. Станува збор за начин преку кој граѓаните ги сликаат водомерите и со испраќање слика на инкасаторите преку Вибер, која треба да биде јасна за читање на податоците. Ја приложуваат состојбата на водомерите во нивниот дом, без да им доаѓа инкасатор на врата. За сега начинот функционира добро, истакна директорот на КЈП Водовод Андреј Киров и додаде дека има и други опции, доколку од било кои причини не можат граѓаните да ги сликаат водомерите. Може тоа да го кажат усмено телефонски, да се јават на самиот инкасатор, да се каже име презиме за кој корисник станува збор и да се каже состојбата, инкасаторот ти запишува и таа ја пишуваме како состојба за тековната сметка што се однесува. И трето, каде што имаме најголем проблем, е моментално кај колективните домувања, односно кај стамбените згради каде што водомерите се наоѓаат внатре во самите станови, во самите домови, а не се извадени во групни шахти како што се кај поновите градби. Овде одиме со едно известување до огласните табли на самите стамбени згради и стапуваме во контакт со председателот на тој куќен совет или становски совет, за да може да ги посете сите тие станови, комши и негови, за да ги извести за ова наше известување или барање кое го имаме, за да можат граѓаните од тие колективни домувања да ги впишат на еден лист кој што е во прилог на тоа известување нивните состојби на водомерите од водомерот, од кујнскиот водомер и водомерот кој што се наоѓа во тоалетот, бидејќи тие имат по 2 водомери во самите станови, за да можеме целта иста да имаме точно фактурирање, да не ги оптеретиме граѓаните со некој просек. Целта на ваквиот начин на читање на водомерите е да се спречат контактите на граѓаните со инкасаторите поради ситуацијата со коронавирусот и да се придонесе во спречување на неговото ширење. Киров додаде дека на страната на Водовод ги имаат истакнато сите броеви од лицата од инкасаторската служба, како и од службата за оделение, пласман и продажба, што се наоѓа во управната зграда, кои што исто така се задолжени за примање на таквите информации. Теренските активности ќе се одвиваат само во случај на дефект или во специфични ситуации.